Што навистина е потребно пред да кажеш јас сум графички дизајнер. Многу често среќавам млади луѓе кои велат дека не можат да најдат работа како графички дизајнери или пак дека платени се премалку за тоа што го прават. Но пред причините едно поедноставно прашање. Дали би конкурирал за работа како шеф во некој елитен ресторан само затоа што знаеш да готвиш? Јас на пример обожавам кујна. Знам да готвам храна од различен тип. Знам да спремам месо, сарми да правам. Можеби само за десерти не ме бива. Но дали тоа мене ме прави шеф? Можам ли да влезам во некој познат ресторан и да речам: "Еј, дечки, јас сум шеф, вработете ме." Тоа навистина би било навредливо. Па зошто тоа го правиш и ти со графичкиот дизајн? Познавањето само на неколку алатки, како Photoshop, Illustrator е доволно да ти доверат бренд како Coca-Cola или да работиш на кампања за Mercedes, секако дека не е доволно. Затоа повторно ќе ја повторуваш фразата: "Нема работа. Барат се да знам, да дизајнирам, да фотографирам, да анимирам", затоа што нудиш само површни познавање. Тоа е исто како јас навистина да аплицирам за шеф со моите кулинарски вештини. Секако може да ме вработат во некој малско кафанче, но дополнително сигурно ќе ми дадат одговорности да мијам садови, да послужувам можеби гости, а најверојатно и да се грижам за тоалетот. Па токму тоа го правиш и ти, не затоа што не вредиш, туку затоа што не си подготвен. Во оваа епизода ни само неколку јасни точки ќе ти представам што навистина е потребно пред да кажеш јас сум графички дизајнер. Или уште поважно, некој друг тоа да го каже за тебе. Доколку сакаш да ги чуеш сите 6 клучни точки како да станеш графички дизајнер, отвори го видеото на YouTube